Во ова село во подножието на Хималаите, Ганга Дакал Сидарт вели дека кога незиниот син заменал за Русија минатото лето, имал договорен прием на Руски универзитет. Откако дошол, агентот што го договорил му ги украл парите и го оставил без ништо илјадници километри од дома. Последен пат, кога Сидарт разговарала со 23-годишниот Сидарта Дакал, тој рекол дека е гладен, немал каде да живее и оти не знал што да прави. Потоа во декември на интернет се појавило видео од незиниот син, заробен од украинските безбедносни сили, кој се борил на страната на Русија во Украина. Мамо, тато, тука сум, се е во ред. Не знам што ќе се случи со мене во иднина. Во Украина има многу непалци. Се надевам дека непалската влада ќе ја слушне оваа вест, ќе испрати спас што е можно поскоро. Ганга вели дека е преплашена за својот син. Веќе поминаа 4 или 5 месеци. Не знам што се случи со мојот син. Ништо не знам. Го слушнав како вели на видеото. Те молам, мамо, спаси ме. Што е можно побрзо со помош од сите. Непалската влада соопшти дека стотици нејзини граѓани биле регрутирани од Русија како платеници и испратени во Украина да се борат. Со недели барала од Русија да ги врати назад, заедно со телата на неколку непалци убиени во Украина, за да може да бидат погребани. Непал е глобално жариште за трговија со луѓе. Релативно сиромашни во споредба со нивните соседи во Русија, Кина и Индија, многу непалци мигрираат илегално во овие земји заради високите плати. Повеќето работат на ниско квалификувани работни места, но не како платеници. Бикрам Мала неодамна се вратил од служба во руската армија во Украина. Тој вели дека сега сака да се врати, бидејќи му требале пари за да го издржува семејството. Никој не скока во оган, освен ако не е принуден. Сето тоа е поради пари. Во Непал нема ништо. Толку многу непалци се невработени, значи подобро е да се умре таму, отколку овде од глад. Тој вели дека му платил на агент околу $4000 за да му помогне да се приклучи на руската армија. Платата што ја добил била на сметка во руска банка, до која не можел да пристапи без да се врати во Русија. Ганга исто така вели дека незиното семејство сега, кога е во долгови, откако земало заем, верувајќи дека го испреќа својот син на коледж. Гласот на Америка се обрати до украинските власти за да утврди каде се наоѓа незиниот син, но не доби одговор.